Здраво на сите и добро дојдовте во Cozy Coffee with Marta. Пред да започнеме со денешниот разговор, би сакала накратко да ви раскажам за патувањето кое не доведе до оваа приказна. Овој подкаст е создаден во рамките на регионалната иницијатива на Обединетите нации Youth for Inclusion, Equality and Trust, финансирана од Фондот за градење мир на Генералниот секретаријат на Обединетите нации. Иницијативата ги обединува младите од целиот регион со цел да поттикне диалог, меѓусебно разбирање, инклузија, родова еднаквост и почитување на различностите. Преку ова искуство имав можност да запознам инспиративни млади луѓе, да се поврзам со врсници од различни средини и да откриам приказни кои честопати остануваат нечуени. Приказни за истрајност, креативност и за моќта на младите да ги надминат поделбите и да градат посилни и поинклузивни заедници. Токму тоа искуство беше инспирација за создавањето на оваа подкаст серија. Во текот на наредните епизоди ќе разговараме со извонредни гости од различни заедници и ќе отвориме теми поврзани со идентитетот, културата, предизвиците, можностите и значењето на младоста во денешните разновидни општества. Заедно ќе го истражуваме не само богатството на нашите разлики, туку и вредностите, искуствата што не поврзуваат меѓусебно. Бидејќи зад секоја етикета, националност, етничка припадност или потекло, стои човечка приказна, а понекогаш се што е потребно за подобро да се разбереме е еден искрен разговор со шолја кафе. Уживајте! Здраво на сите! Јас сум Марта Кузмановска, добро дојдовте во втората епизода на Cozy Coffee with Marta. Денеска е мојата чест и големо задоволство да разговарам со Фатма Байрам-Аземовска, председателката на Сдруженијето Сумнал. Добро дојде, Фатма, како си и дали можеш да кажеш нешто накратко за себе и за Сдруженијето се представиш за оние кои што не те знаат? Здраво, Марта. Навистина прво да ти се заблагодарам за можноста да разговараме и да ги запознаеме по широката јавност што точно работи Сумнал, Сдруженијето за развој на ромската заедница. Инаку Сумнал е организација која што постои веќе 25 години. Настанавме како група на млади ентузијасти, студенти кои бевме тогаш. Јас бев запишана на Филозофскиот факултет на Институтот за педагогија и уште неколку и решивме дека треба да смениме суровата реалност на ромите во кои што живеат, а тоа треба да го направиме преку образование, односно преку наши лични примери, за да можеме прво ние, како запишани студенти, да завршиме факултет и да пренесеме пораката дека само преку образование можеме да направиме промени, меѓутоа и дека ромите така може да се интегрират. И начално навистина ми е мило што и после 25 години Сумнал остана првично на својата визија, тоа е дека ромите може да се интегрираат во општеството преку образование. Ние веќе завршивме на факултетите, се запишавме и на магистерски, завршивме сега веќе на докторски студии и навистина ни е чест и задоволство ако можеме преку наши лични примери да допреме до нашите млади роми. Браво, баш се гордем со вашето здружение и многу ми е мило што сум имала во повеќе наврати соработки со вас и можам да кажам дека навистина се грижите за ромите, за нивната инклузивност во целиот општествен систем, како што и во едукацијата, така и за подигање на нивната свест со оние секојдневни предизвици со кои што се соочуваат и останатите предизвици. Кажи ми нешто повеќе за вашата работа. Што сте сработиле досега, на какви проекти имате работено, какви кампањи имате спроведувано како Сдружение Сумнал? Сумнал, како што реков, веќе почнавме 25 години да работиме. Центарот во Сумнал во Топана уште работи и тука ни доаѓаат секој ден како образовен центар, односно како центар во заедницата сме. Доаѓаат деца од 5 години до средно образование, секој ден им даваме поддршка образовна за да можат првично да го научат македонскиот јазик, затоа што таму се зборува ромскиот јазик, да може да ги подготвиме на училиште помалите дечиња, додека на децата од 1 до 9 одделение да го намалиме осипувањето, за да можат да бидат вклучени во
образованието, да ги мотивираме да бидат, да го продолжат своето образование, не само во основно, туку и во средно, и навистина ни е мило што веќе имаме доволно јасни бројки колку ние сме успешни во својата работа, колку сме допреле до тие ромски деца и колку резултати постигнуваат децата кои што ни доаѓаат секој ден во Сумнал. Веќе додека во Битола работиме 15 на години, значи јас сум Скопјанка, меѓутоа веќе долго време, повеќе од 15 години живеам овде во Битола и овде работиме со ромската заедница, имаме проекти кои што ни се насочени за образование, за здравство, за квалитетно живење, интеграција на ромите во општеството. Различни проекти имаме, нашите проекти доаѓаат од потребите кои што се на заедницата и така и ги реализираме, и затоа може и успехот е во тоа, затоа што доаѓаат токму од потребите на заедницата. Да видиме кои се нивните проблеми, кои се нивните потреби, за да може такви активности да имаме, за да можеме да реализираме најразлични активности. Многу важно во целата алатка ни се родителите, затоа што тие представуваат продолжена работа, меѓутоа и секако соработката со институциите, начелно поддршката од општина Чаир, од општина Битола, пошто двете центри се поддршка од самите општини, меѓутоа за секоја иницијатива, за секој проект кој што произлегува, ние велиме дека ние постојано во комуникација мора да сме со институциите, за да може по триаголникот за да може да функционира. Меѓутоа, како што знаете, ние имаме проекти исто така и освен за младите, за интеграција нивна, за образование, рековме, различни кампањи. Сега последната кампања ни беше за и токму уште се одвива за запишување на децата во основни училишта, во кој што имаме теренска работа за да ги запознаеме родителите кои се потребните документи за запишување на децата во училиште, меѓутоа и многу битно за да им кажеме за задолжителната обврска дека мора да ги запишат децата на време, дека мора да одат на училиште и исто така и со средното образование. Имаме различни Еразмус проекти, морам да ги спомнам, солидарните проекти кои што ги реализираме, во кои што солидарните проекти морам да кажам дека тие ми се посебно во срцето, затоа што тие произлегуваат од група на 5 луѓе, 5 млади луѓе од различна заедница, не само ромите, затоа што и многу во целата приказна ни е да ги вклучиме во организација, меѓутоа да ги вклучиме и другите заедници, затоа што од една страна така другите стануваат свесни за проблемите наши, меѓутоа ако ние останеме самите роми, тоа навистина не можеме да збориме за интеграција, што значи дека сите активности ни се насочени и со интеграција со останатите заедници кои што живеат. Браво, јас редовно ве следам и стварно ви честитам за вашата работа и придонес во општеството, бидејќи е видлив и има навистина млади луѓе кои што се заинтересирани, посебно млади роми, кои што сакаат да направат нешто и да се изградат пред се како личност и како човек. Па токму еве денеска имаме еден таков солидарен проект кој што имаме се вика градење на мостови, во кој што денеска ни е завршниот проект, се состоеше од 6 месечна имплементација на проектот во кој што сакавме младите роми да ги запознат другите на соживот и тоа го направивме преку различни активности, пред се со спортски активности, меѓутоа и во рамки на проектот имавме литературен конкурс за соживотот во Битола, имавме танцување во кој што исто така пораката беше дека навистина Битола е прекрасен град, конзулски град и заслужуваме сите да живееме во едно убаво општество и така да, значи гледаме преку различни креативни активности да може да допреме до младите, да може пораката да стигне до нив. И навистина ме радува што младите луѓе од различни заедници си подаваат рака едни со други за да се запознат, затоа што ние претходно додека не ги запознаеме другите, ние навистина живееме полни сме со предрасуди, за жал со дискриминација која што води после, меѓутоа токму тоа што не ги знаеме другите. Кога ќе имаат можност да ги запознаеме другите, тогаш навистина гледаат дека прво за нас ромите, дека прво ни се чуда зареме можно ова, како ромите изгледаат, понекогаш ми е чудно кога ќе ми кажат, ама ромите се средени. Добро, какви треба да изгледаме ние, како ние живееме, да речеме, така да некои прашања кога ќе ти дојдат или одговори како да навистина луѓето како се за жал паднати од Марс и тоа се согледувањата или на пример дека мисла дека на бајроците се роми, дека кој знае таму што се случува, меѓутоа сето тоа се предразводи. Тоа се луѓе кои што живеат таму, навистина поголемиот дел се вработени, са зборуваме за една слика друга на ромите
во кои што работат, се интегрираат и многу ми е чудно, мислам дека сите на Бајрот не плаќаат струја, води, меѓутоа тоа се големи предрасуди кои што постојат, дека навистина луѓето живеат, плаќаат даноци како и сите други. За жал има и група на луѓе кои што се многу сиромашни, тие се на субстандардни услови, меѓутоа ние сите имаме должност да направиме и за тие луѓе за да им биде подобар животот. Спомена дека младите роми почнуваат да се едуцираат, да се школуваат. Каква е состојбата за другите останатите роми кои што, например, немаат пристап до едукација, до училиште? Можеме и често да ги сретнеме тука по улиците. Знаете што, ние на улици или на широк согак можеме да сретнеме 5 и 6 луѓе, може 10 луѓе да сретнеме, меѓутоа таа слика е многу мала и за жал таа слика не може да ги одрази дека сите ние роми живееме во такви субстандардни услови или дека сите роми, например, дека просат, сите роми за жал така крадат. Тоа е еден дел. Меѓутоа останатиот дел, значи сите правиме напори, значи за да може да одат на училиште. Има проблеми, не е лесно да се работи, односно кога се работи на менување на свеста, сите знаеме дека односно промените не може да настанат преку една ног. Тоа е процес во кој што треба многу да се работи, затоа што е најтешко да смени свеста на луѓето. Значи ние постојано мора да работиме и со родителите, со децата дека мора да одат на училиште, дека тоа е законска обврска, меѓутоа и дека сето тоа нивно одење на училиште дека ќе им донесе резултати. Доколку не одат на училиште, навистина тоаш можностите се многу помали и тогаш немаат можности како тие да се интегрират. Во случајот, например, видовме ние, им помогнавме на многу лица да земат и основно образование, претходниот изминатиот период и средно образование. Тие луѓе, сите што се вработија, веќе, например, друго е, одскокнуваат, да речеме, од другите, затоа што друго е ти кога живееш со една плата или со две плати, може да си ги планираш трошоците кои што си. И едноставно во целиот тој процес е многу важно со животот со другите. Затоа што ти кога ќе се дружиш со другите, гледаш, например, што прават другите. Па сакаш да направиш, сакаш да бидеш како нивното дете, да може да посетува значи англиски, да оди странски јазици, да може да биде вклучен во спортски активности, сето она што е нормално. Меѓутоа, кога живееш ти во едно такво гето, тогаш ти немаш можност да можеш да научиш што прават другите, што значи дека во целокупниот процес е многу важно интеграцијата со другите. Само така, гледајќи ги луѓето што прават другите, ние можеме да научиме нешто од нив и тоа да го правиме. Точно така, и децата се значи како сунгери, тие Дефинитивно. се што се случува околу нив и, например, кога гледат дека е таква околината и тие започнуваат такви да бидат како околината. Но доколку има промени во таа секојдневна околина кај нив што е, тогаш и промените кај нив ќе започнат бидејќи ќе се запрашаат нормално што не е во ред со мене, каде треба да се променам, што треба да направам. И затоа е точно. Во тој правец би се движеле. Па и затоа е многу важно, значи во целокупниот процес, во процесот на образование е многу важно ромските деца да учат со неромските деца. Значи, ние ако живееме така сегрегирани, тогаш тоа е проблем не само за ромската заедница, туку ќе биде проблем и на целото македонско општество. Така треба едни со други да си дадеме поддршка, да си се запишат децата, да си се учат, да си се дружат, затоа што децата од мали не познаваат стереотипи, предрасуди, дискриминација. Ние буквално ги труеме од дома или, например, уште од мали ги учиме ќе дојде се циганката, ќе те земе, ќе те украде сето тоа, меѓутоа тоа влијае на нив. Меѓутоа, кога ние ќе ги спречиме, кога ќе им кажеме успешни приказни, а има успешни приказни, еве баш и толку му рековме Ферзија вчера, например, Ферзија Сановска е член во нашето здружение, таа има завршени магистерски студии, вчера бевме на доделувањето, меѓутоа има и други деца кои што се златни, заслужуваат поддршка да им дадеме, меѓутоа не треба единствено, например, поради тоа дали сме роми, па некој не треба да се дружи со нас. Тоа е многу погрешно и навистина е жално што да ги труеме децата со такви приказни. Така е, и се согласувам потполно, бидејќи живееме во едно општество каде што имаме повеќе етнички заедници и навистина треба да има поголема соработка и взаемна почит помеѓу сите.
Дефинитивно, Бидејќи затоа сите што сме луѓе и сите сме треба да си еднакви. ги знаеме и разликите и Точно. на тој начин така и во рамки на проектот што го имавме солидарни во проект Мостови, градеме мостови, ние имавме одбележување на празник во кој што младите учеа како се обележува празникот Бајрам, јадевме баклава, потоа имавме и Велик ден, така да треба да си ги знаеме што другите прават и да ги почитуваме разликите на другите. Тоа е најбитното. Тоа е најбитното нешто. Тоа е најбитното за секого. Спомена и ти, кажа какви се нивните услови во денешно време. Дали мислиш дека би се подобриле тие услови во иднина доколку самите се заинтересираат за да биде подобра иднината за нив? Знаете што, понекогаш сами не можат некои работи да ги направат, меѓутоа сите заедно можеме да ги направиме. Јас сум вечен оптимист дека може да се направат работите, треба да ги така и да си дадеме поддршка за многу работи, значи тоа и сакаме да го направиме, нели со поддршка со институциите постојано сме. Затоа што сами ако останеме, сами ако тие нешто не можат, има значајни работи, значи прашања кои што не можат сами, туку меѓутоа сите заедно можеме, така да навистина јас се надевам дека и во наредниот период тоа е процес и мораме да поработиме сите заедно за да може да се решат некои основни работи. Нормално, тоа е навистина голем макотрпен Процес, дефинитивно. Бидејќи тоа се пролонгира, можеби многу години, ама доколку се свеста самите, мислам дека ќе се стави тука крај на сето тоа што се случува моментално. Дефинитивно, еве баш сакам да спомнам еден убав проект кој што го имаме преку го реализира Министерството за труд и социјална политика, заедно и општината таму е, ние исто така волонтерски сме вклучени во проектот за да може да бидат вклучени деца роми во јавните предучилишни установи од 3 години до пред поаѓање на училиште, 25 деца се вклучени. Меѓутоа убаво затоа што познавајќи ја и психологијата и развојот на децата, кога велиме првите 5 се најважни, убаво е да се вложи во тој период, меѓутоа и во наредниот период да може да се направат уште некои такви активности, проекти за да може да бидат вклучени и други деца, се со цел да го зголемиме опфатот на децата на таа предучилишна возраст, знаејќи дека овој период и резултатите што ги дава колку е значајни, колку ќе влијае после на нивното образование, затоа што сите деца кои што биле вклучени претходно во овие проекти или и со било какви активности покажуваат многу подобри образовни резултати, што значи дека еве во Битола на пример не е проблем македонскиот јазик, меѓутоа во други градови е проблем. Веќе имаме, значи се создава навика за одење во училиште, за социјализација, развој на моториката, на моторичките вештини и што е многу значајно, тогаш и со родителите паралелно се работи за да можат и тие да бидат вклучени. Така да има навистина многу проекти, има резултати. Ја не сум песимист и не можам само да кажам дека толку е негативно. Има и светли примери, меѓутоа сите тие светли примери треба да ни бидат мотивација за да можеме да продолжиме сите понатаму. Така, кажи ми каква е состојбата со ромскиот јазик? Дали децата го изучуваат? Дали редовно го комуницираат? Сега за жал во Битола не го користат ромскиот јазик, се губи, затоа што постарите генерации го користеа, меѓутоа помладите генерации не го користат. Децата овде учат, значи во најголемиот дел во училиштето Ѓорги Сугаре, има и во некои други помали училишта, меѓутоа начално настава да се следи на македонски јазик. Уште немаме кадар за да може некој да влезе на педагошките факултети, немаме значи студенти за да може да завршат и да може факултативно да се воведе. Меѓутоа се надевам дека некогаш ќе се создадат услови, па убаво е да имат барем еднаш неделно и ромски јазик, да го знаат децата како мајчин јазик. Нормално и така и ако секоја своја етничка заедница треба да се го знае и почитува јазикот без разлика каде живее, во која држава и во таа држава на кој јазик се зборува. Што мислиш, дали преку кампањи или преку некои работилници, не знам, обуки, некои такви во тој стил активности би помогнале за да се подигне свеста за ромскиот јазик, да се донесе на тема, за да се разговара, да се приклучи во образовниот процес?
Секаква иницијатива е добре дојдена, значи ако почне да се развие, меѓутоа треба претходно да се создадат услови па за да може да се воведе. Би сакала да спомнам и баш за еден проект кој што го работиме моментално, тоа е Erasmus проект да се прекине табуа и е насочен за намалување на малолетничките бракови. Значи во рамки на проектот ние снимивме 7 документарни филмови во различни држави кои што беа партнери. Ние во Македонија токму го снимивме, најдовме 3 протагонисти. Едната протагонистка беше жена која што се омажи млада и 2 успешни жени, едната е стоматолог, другата е дипломиран педагог, со нивните приказни како тие не се омажиле мали, меѓутоа целта е да ги мотивираме девојчињата да можат да учат, и родителите за поголема поддршка да ја имаат и да се слушне па од другата жена, односно другата протагонистка, како таа жали за изборот што го направила за малолетничкиот брак, меѓутоа сега низиното видување дека им дава поддршка на ќерката, на внуките, за да можат да продолжат. И во самиот филм се кажува дека тие доколку учат, сега веќе се интегрирани и тоа ни е целта. Меѓутоа и во документарниот филм баш една од протагонистките се изборува и на ромски јазик, има превод, што значи доколку се создадат услови, тоа воопшто на вистина нема проблем да се преведе, ќе има и поддршка, меѓутоа прво да се запишат учениците на педагошкиот факултет мора, за да може да се создадат услови, да научат ромски, потоа децата овде кога ќе дојдат, меѓутоа се може ако се посака. Точно така. Дали младите се заинтересирани за ромскиот јазик да го научат и да го применуваат? Каква е состојбата? На вистина немам, веројатно би сакала, немаме не располагам со податоци официјално за да знам кои се нивните размислувања, меѓутоа верувам дека би сакале да учат на ромски јазик. Значи не мора на сите предмети, меѓутоа да се води 1 час факултативно или 2 часа како е предвидено според законот, не знам, меѓутоа тоа е се и за зачувување на ромскиот јазик и токму влегува како да си го заштитиме јазикот. Точно, и мислам дека секој јазик и секоја заедница заслужува да си има своја заштита на некој начин и да се применуваат традициите, културата, јазикот, обичаите. Кажи ми каква е ситуацијата со културата и обичаите? Дали ги применувате уште? Па ја знаете што сите ние живееме во едно брзо темпо во кој што се следат трендови, многу брзо трендовите ги следиме и се некако потпаѓаме под нивно влијание. Велам дека секогаш треба да се почитува традицијата, обичаите, меѓутоа сепак и треба да ги следиме современите трендови, текови, зашто па и не можеме да живееме следејќи ги, например, некои сваќања, согледувања како биле порано. Затоа што сепак тоа се сега веќе млади генерации, се губи нешто, меѓутоа сепак начелно сум за задржување на традицијата и обичаите и во однос на тоа би сакала да кажам дека кај нас не е обичај и традиција, значи не би требало така да се свати дека младите девојчиња треба да се мажат, напротив, дека му одставен например дека треба да учат. Сега баш пред некој ден имаше еден случај во кој што родителка мислам дека беше притворена затоа што малолетна ќерка имале бремена. Така да на вистина ние тогаш ова не е ромска традиција дека девојчињата треба да се мажат на 15 години на 16, туку напротив треба да биде дека ние треба да ги поддржиме децата прво да завршат образование, а за брак и за останатите работи има време. Точно така и мислам дека треба и од сите нас зависи колку таа култура ќе се задржи во заедницата и мислам дека возрастните роми треба да ја пренесат на помладите генерации, бидејќи таа заедница мора да опстои. Секоја помала заедница треба да опстои во една држава, да си има своја култура и идентитет. Тоа велам да нема погрешни толкувања, затоа што обично навистина има многу убави елементи во културата и во традицијата, меѓутоа да не се погрешно да не се толкуваат. Затоа велам обично погрешното толкување доведува и до сегрегација, меѓутоа и до потврдување на стереотипи, на предрасуди што не би сакале така. Туку навистина да си ги прифатиме убавите работи, например во кои што ја дават убавата слика, а не например да се зацвртат стереотипите и предрасудите. Точно, бидејќи можеме да кажеме дека во денешно време
ги имаме многу стереотипи, предразуди, како за ромската, Така и за така и за останатите, за останатите жал. заедници, сите кои што се малцинство, и тоа е навистина голем проблем, бидејќи луѓето не се запознаваат вистински со актуелната слика на таа Точно. заедница. Така е. И мислам дека свеста треба да се подигне и кај останатите луѓе, како и кај нашите мали заедници во кои што живееме. Па токму е тоа, да ги запознаеме традициите, обичаите, културата кај еден народ, така Да има сето тоа поголема ќе доведе. информативност. Да, дефинитивно тоа Едноставно. значи да се прифатат овие работи, меѓутоа прифаќањето значи колку е важно да можеш и да ги препознаат луѓето, не напротив да доведе до стереотипи и предрасуди, туку кога ќе ги знаеме, тогаш и поблиску сме, покажуваме разбирање, почит. Тоа е нешто што ни треба на сите од нас. Точно, и нема, например, по медиумите или по низ општеството, Низ меѓу луѓето да општеството се шират муабети, лажни вести, точно, да. дезинформации, и мислам дека со тек на време сето тоа ќе се среди и дека ќе има поголема свест кај сите останати луѓе и сите останати заедници, и промоцијата на културата мислам дека најбитна, Дефинитивно. и треба повеќе здруженија како вас да има, кои што ќе ја промовират вашата култура, работа, обичаи и сето она што спаѓа во вашата ромска заедница. Баш за култура која зборуваме, сега имавме многу убав настан, поддржан беше проектот од Министерството за култура и туризам, во кој што однесовме наш оперски пејач во Мадрид, се со цел, значи, по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите, за да ја представиме таму ромската, меѓутоа и македонската култура ни беше важно, на шпанците. И шпанците, значи, толку беа воодушевени, што значи дека од една страна имаме представување на нашата држава, има запознавање на ромската, на македонската музика, и ужива, и тоа беа навистина убави впечатоци од таму, сите стрекни. Само на такви начини ние можеме да представиме глобално ниво. Така треба да размислиме. Точно. Секоја заедница заслужува да биде представена преку културата која што има своите обичаи, својата традиција. И на тој начин мислам дека ќе се разбијат сите предрасуди и сите стереотипи кои што кружат во денешното општество. Мислам, не се само во денешното општество, тие се одавно од порано и кои што се уште траат за жал. Така е, да. За голема жал. И за крај на разговорот, една порака која што ќе упатиш до ромите, до ромската заедница, до младите роми, што би им кажала, како би ги поттикнала да размислуваат на подобро, да се развиваат? Прво дека мора да веруваат во себе, да знаат што сакаат, и никогаш да не се откажуваат. Навистина во животот имаме тешки периоди, особено например сега периодот многу е важен од основно образование во средно образование, меѓутоа тоа да не плаши, туку напротив, храбро, со кренати глави да чекориме. Мораме да учиме, само така ние ќе бидеме прифатени во општеството, меѓутоа и тоа е начин за да вложиме во себе, во нашата заедница, меѓутоа и во нашето општество. Тоа е големата слика, ромите интегрирани во општеството. Гледам многу успешни млади роми тоа го прават, значи кога едни ќе можат, зошто да не можат и тие? Секогаш така да си кажат, и дека пак уште еднаш ќе кажам, многу е важно да веруваат во себе, меѓутоа и поважно исто така родителите да им дадат поддршка, дека само со заедничка поддршка ние можеме да продолжиме и да чекориме кон успехот, а ние како Сумнал, јас како Фатма сум секогаш тука на такви деца, на такви млади кои што сака да чекорат, да им дадеме поддршка, и секогаш сме на располагање преку личен пример, меѓутоа и како организација секогаш сме спремни преку различни иницијативи, поддршки, секогаш сме тука за нив со еден збор. Точно, баш така. И мислам дека навистина треба повеќето од ромите кои што се уште не ги следеле стапките на оние успешни роми, да ве следат барем Дефинитивно. вас, да се приклучат, да ги следат активностите, да посетуваат обуки, нормално да се надоградуваат себе си за подобренина и подобро општество. Многу важно и другите да не прифатат, затоа што многу е важно поддршката,
Јас кога го започнав проектот Солидарниот, баш така зборев дека и јас кога се запишав во средно образование пред 30 години не беше лесно, меѓутоа поддршката која што ја добивав тогаш од моите соученици е значајна, со тоа што тогаш тие ми дале поддршка јас за да можам да запишам училиште средно, да останам, да се запишам. И еве сега после 30 години, значи ние сме во комуникација со нив и тоа е така. Ако ние си дадеме поддршка едни со други, ќе можеме да градиме ѕидови на доверба, ќе градиме мостови, што значи дека само со подадена рака можеме да продолжиме понатаму. Точно, баш така. И реално треба да има доста голема взаимна соработка со останатите заедници, да ги запознаеме, да ги цениме културите меѓу себе, меѓуетнички, и така ќе имаме подобро општество и подобар напредок на сите оние актуелни ситуации кои што се сега, да се сведат на нула барем колку што може. Колку ќе намалиме, јас секогаш велам, во секој проект да направиме еден човек промена, тоа навистина сме успеале. Јас им благодарам на сите институции што ни помагаат, биде еве да користам можноста да се заблагодарам до општина Битола, до градоначалникот Тони Коњановски, кој што секогаш ни ја дава поддршката, до вработените советниците таму, до општина Чаир, меѓутоа и со сите други кои што работиме и со фирми, со училишта, со други нероми, и тие ни помагаат за да можеме еве денеска да можам да зборувам успешни приказни. Браво, браво. Баш ми е мило, Фатма. Фала ти што ми беше гостинка во мојата втора епизода. Ќе останеме во контакт и се надеваме на подобри позитивни промени и идни соработки. Јас ти благодарам, Марта, на поканата. Навистина ми беше чест и задоволство да бидам гостин на вашиот подкаст и остануваме во комуникација да споделиме други успешни моменти. Ви благодариме на сите кои што ја гледавте ова епизода. Благодариме на Интимен театар и на Синемак за продукцијата. Ве поздравуваме и ви посакуваме убав ден.